Собраниската комисија за мандатно-имунитетни прашања во рок од 15 дена треба да закаже седница на која ќе го разгледа извештајот за отсуството на претениците од овој состав на парламентот. Извештајот за отсуствата на народните избраници побаран минатиот понеделник денеска е доставен на координативната средба на која присуствуваа председателот на Собранието Трајко Велјановски, подпредседателите и координаторите на ВМРО, ДПМНЕ, ДУИ и ДПА. Предлог за клучокот од комисијата за мандатно-имунитетни прашања ќе биде на дневен ред на првата наредна седница. Собранието со двотретинско мнозинство може да одземе мандат на пратеник кој неоправдано отсуствувал од неговата работа 6 месеци. Во Штипската клиничка болница почина возачот на возилото Форд Ескорт со радовишки регистарски таблички по сообраќајната несреќа која се случи утрово на регионалниот пат Штип-Радовиш во близина на затворот Штип. 65-годишниот радовишанец БК, кој во тешка здравствена состојба бил донесен на оделението за интензивна нега во клиничката болница, им подлегнал на повредите. На лице место пак загинал со возачот во возилото ИЛБ од Радовиш. Според првичните информации, возилото излетало од коловозот и директно удрило во дрво. Агенцијата за храна и ветеринарство до крајот на денот ќе соопшти дали ќе воведе забрана за увоз на пилешко месо од Холандија. Според директорот на агенцијата Зоран Поповски, по вчерашната објава за појава на нов вид птичи грип во оваа земја, Македонија будно ја следи состојбата, но и препораките од Европската комисија. Вчера во Холандија откриен високо патоген вид на птичи грип, смртоносен за живината, а од него, како што информираат холандските власти, може да се заразат и луѓето. Веднаш е воведена привремена забрана за транспорт на живина во радиус од 1 километар околу сите живинарски фарми во Холандија. Прометот во индустријата во септември годинава во однос на септември лани бележи пораст од 20,5%, објави државната статистика. Според податоците, порастот на домашниот пазар изнесува 2%, а на странските пазари 27,7%. Прометот во индустријата во септември оваа година во однос на август лани бележи пораст од 10,8%, додека во периодот јануари-септември оваа година во однос на ланскиот има раст од 13,8%. Малопродажната цена на бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 до 1,5 денар, а на дизелот за половина денар. Според регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер БС 98 ќе изнесува 73,50, на Евросупер БС 95 ќе биде 72 денари, а на Евродизелот 62 денари. Стратегијата на рускиот председател Владимир Путин на Балканот ја алармира владата во Берлин, објави Шпигел наведувајќи дека владата на Меркел е алармирана поради руската агресивна антизападна политика на Балканот. Владата во Москва се обидува потесно да ја придобие Србија преку воена соработка и испорака на газ, се вели во доверлив документ за влијанието на Русија во Србија, а весникот додава дека гасот за Србија и притисокот врз Босна и Херцеговина представува грижа за Берлин заради руската политика на моќ на Балканот. Европската Унија соопшти дека е одлучна да се бори против групацијата Исламска држава, откако џихадистите обезглавија уште еден американски заложник. Жестокото убиство на американскиот хуманитарен работник Питер Касик и на сириските војници се нова илустрација за одлучноста на ИД да ја спроведува програмата на терор, се наведува во соопштението на високиот представник на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Федерика Морегини. Сите кои не ги почитуваат правата на човекот треба да одговараат за своите постапки. ЕУ е целосно ангажирана да се бори со заканата од Исламската држава и другите терористички организации во Сирија и Ирак, заедно со нашите регионални и меѓународни партнери, додаде Морегини.